култура. Зборуваме за една навистина многу интересна во најава представа, поради тоа што ќе ни открие режисерот Ненад Витанов. Имено се преработува еден навистина многу познат филм од Вуди Ален, но се преработува и се поставува на сцената во вид на представа. Тоа е многу голем предизвик. Куршуми над Бродвеј во Драмски театар. Добро утро официјално. Што можат гледачите да очекуваат? Навистина еден многу голем предизвик пред се за вас. Филм да го поставите на сцена. Да, навистина е предизвик да се адаптира филмско сценарио во театарска представа. Иако навидом театарот и филмот се слични уметности, меѓутоа изразните средства во филмот се поинакви од театарот, секој има своји предности и мани. За нас беше предизвик, за мене лично, како режисер кој направи адаптацијата на сценариото во театарски текст, беше голем предизвик да се постави на сцена култното дело на Вуди Ален Куршуми над Бродвеј, кое веќе 30 години ги импресионира гледачите широм светот со темата и со одличниот филм кој освои доста награди во периодот на 90-тите кога беше актуелен. Реномирана актерска екипа, докажани професионалци во својата професија, докажани во театарот, докажани на сцената. Како тие го прифатија овој предизвик, познавајќи го култниот филм? Со голема радост, секако кога се работи дело кое ја третира темата на театар, сите ние театарџиите, актери, режисери сме посебно заинтригирани за постановка. Актерската екипа е составена од поискусни актери, но и од доста млади актери. Еден одличен микс на актери, на целиот потенцијал на Драмски театар е во оваа представа. И за сите беше предизвик и голема провокација пред се. Да се поистоветиме, да ги пронајдеме работите кои се случуваат и во нашиот театар. Ова се случува на Бродвеј, а приказните, театарските приказни се универзални. Се случуваат насекаде во светот, во сите театри. Добро, Ненад, Вуди Ален е навистина специфичен режисер. Обично филмските критичари знаја за него да бидат и со поделени мислења, ајде, така да кажеме. Го слушавме кој е предизвикот, но која порака сакате да испратите со театарската представа? Каков беше мотивот во суштина да се долови едно такво дело, да се постави во нашето општество, во нашите услови тука и да се испрати што? Пораката е, темата на представата е манифест на театарот. Што тоа театарот се содржи во него и што значи тој? Што значи за нас кои го создаваме, за гледачите кои го гледаат, за публиката, и што значи воопшто создавањето на едно уметничко дело, не само театар. До каде е границата на уметникот, колку тој е спремен да жртвува од себе си, за да создаде едно уметничко дело. Добро прашање. Добро, тоа може да биде за нас сите сценски уметници, прашање колку жртвуваме од себе за професијата. Најголемиот предизвик при подготовката кој беше? Дали изборот на актерската екипа или можеби во адаптација на сценариото на сцена? Секако дека најголем предизвик е адаптацијата на филмско сценарио во театарски текст, бидејќи во театар драмската структура на самите драмски текстови е поинаква и бара сето тоа да се случува во некои ограничени просторни услови. Добро, да. Со актерската екипа која е вака нескромно да кажем одлична. Имавме исклучително интересен процес на истражување на можностите на Ненад неколку пати ја споминавме, но ајде да кажеме дел од нив. Да, Игор Стојчевски, Сашо Тасевски, Елена Жугиќ, Александар Степанулески, Јована Спасиќ, Александра Павлова
бубања, Предраг Павловски, Калина Наумовска, Роберт Велјановски, Златко Митревски, Ања Митич, Денис Абдула и двајца гости кои што се... Тоа се младите студенти Тоа сакав да ве прашам, да. Тоа се Мартин Мазнев и Енис Билаловиќ кои јадно дополнуваат комплетната слика на актерскиот ансамбл. Тие се уште студенти. Да, и одлична можност. Одлична можност за нив, да. Навистина се ја да недополнија комплетната слика на оваа одлична актерска екипа. Вие знаете да кажете често, но и ние знаеме често тоа да го кажеме, медиумските работници, вакви тешкаши, колку имаат можност да импровизираат на сцена. Обично сме научени кога ќе ги видиме, па и кога ќе ги слушнеме овие имиња, дека ќе доживееме нешто во импровизацијата, па и фантастично и магично, за да се доближи пораката, за да се представи се она што сака представата и сценариото да го каже. Ќе открием мал дел од действието на представата, апропо прашањето. Целата представа која подготвуваат, представа во действието на драмата, изгледа како една голема импровизација, а всушност овие актерски имиња се исклучително точни, прецизни и врвни во својата работа. И тоа што на гледачите им изгледа како импровизација е совршено нешто направено со совршена точност и актерска прецизност. Сега уште сме попримамени да ја гледаме. Оваа сабота, рековте, на 18-ти? На 18-ти, во 20 часот во Драмски театар Скопје. Драмски театар Скопје, се надевам дека ќе има можност и прилика уште подинамично, како што велите, една представа па друга, некако е периодот динамичен, но уште подинамично, да има што поголема понуда за нас, за гледачите на представите. Што велат актерите? Кои се нивните очекувања? Па, нашата работа, јавната работа, пред да излеземе пред публиката, пред гледачите, е помешана измеѓу еуфорија на успех и понекогаш сомнежи кон самите себе си, кон целокупното нешто, меѓутоа превладува огромната доза на оптимизам дека ова ќе биде уште една голема хит представа на Драмски театар. Адреналинот нека работи. Тоа секако. Тоа секако, но вие како режисер, како познавач од една страна на сцената, но од друга страна на публиката, имате таа можност и прилика да сведочите, да ја поставите сцената, но и да сведочите од друга страна на реакциите на публиката. Актерите, не знам колку ќе можат сето тоа да го доживеат додека се на сцена, но кои се и вашите очекувања со оглед на тоа дека го познавате и нашиот менталитет и нашата, па под наводници, побарувачка во делот на какви представи се презентираат, каква содржина се презентира, што е тоа што ги привлекува повеќе граѓаните во салите? Режисерот има привилегијата да биде првиот гледач на представата. Тој помалку суетен и незадоволен гледач кој уште може да ја промени представата. Да, добро, тука се тие подготвителни проби, генерална проба и така натаму. И таа привилегија за жал ја немаат актерите кои учествуваат во представата. Да можат да се погледнат од страна. Меѓутоа, има едно сладко задоволство, посебно во вакви големи актерски екипи, има многу сцени, па некои актери кога не се во сцената, во моментот на сцена, доаѓаат од позади да го почувствуваат барем малку магијата на театарот како гледач. И тоа е некое мало сладко задоволство кое го имаат во текот на пробите. За жал, во текот на представите го немаат. А гледачите може да очекуваат една, ќе сместам во жанрот на црни комедии, каде што трагичното и смешното се испреплетуваат во животното, во сето она што го чини животот таков на секој нас, на секој поединец, едноставен, понекогаш смешен, понекогаш тажен. Кога веќе прифаќаме сегашноста онаква каква што е, па да се насмееме, да си ја наполниме душата со позитивна енергија. Да. Благодарам, Ненад. Благодарам за разговорот. Ненад Витанов, режисерот на Куршуми над Бродвеј во Драмски театар во 20 часот оваа сабота на 18 октомври. Благодарам, посакувам да ви помине со лесно премиерата, а потоа и да погледнеме на репертоарот.